Домот на културата Иван Мазов Кливе секоја година, особено оваа година, има исполнета агенда на случувања и за најмладите и за повозрастните. Малинков, што е тоа што ги очекува кавадарчани? Акцентот е сега пред новогодишна на детска новогодишна представа. Тоа е традиционално, тоа е нешто што Домот на културата не го тргнал од свој собствен редовен репертоар пред новогодишно и токму еве пред неполн час беше премиера на последната представа. Интересно е тоа што ова представа за деца е жанровски поразлична, значи има игран дел, актерски играна, меѓутоа и театар на сенки. Па мислам дека и за прв пат. Така да едно ново доживување за нашите најмлади. Представата е целна група од прво до петто одделение. Секојдневно се играат по 2 представи овде во салата на Домот на културата, пред полна сала. Еве, премиерната публика замина, веќе е влезена во сала, ми се чини децата од основното училиште Страшо Пинџур. Имаме некои најави дури и за гостување со оваа представа. Во Кичево негде ја побаруваат пред Нова година за нашите најмлади таму во Кичево и би рекол во контекст на детскава представа дека една или две представи ќе бидат за граѓанството, за оние што не се нели организирана возрастна група училишна, за родители, за баби, за дедовци да дојдат со своите деца, за тоа ќе биде благовремено известена јавноста. Инаку до 31 турбонастани. Турбонастани, освен оваа представа што оди имаме утре вечер затварање официјално со джез концерт на Кавадарачка културна есен и има буквално секојдневни настани. Не знам, има годишни концерти на балетски студија 2 кои што функционираат во градот, има други гостувања. Изложбата е тука на Драги Хаджи Николов, пред неколку дена ја отворивме. Се планира и годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници од кавадарци. Една дружба и промоција на книги и дружба со Тиквешки цветови, поетскиот клуб. Така да за сите вкусови до 28 по идниот петок таму 28 декември ќе бидеме турбо со овој подмладен тим, да не правиме ретроспектива на годината што помина во некоја друга прилика, ќе оставам простор за Микица кој што го адаптира Пушкин и ја режираше ова представа. Доближе им ја представата на гледачите. Значи, јас пред се сакам да се заблагодарам на директорот на Домот на културата, на сите вработени, на моите сите помошници и учесници, на Елените, на џуџињата на Дедо Мраз, затоа што сите заедно како тим успеавме да ја составиме таква како што ја дадовме сега премиерно оваа представа. Представата е театар на сенки, нешто невообичаено, во Кавадарци не се изведувало нешто такво. Решивме да ја направиме театар на сенки со новогодишно да ја поврземе со Дедо Мраз и Баба Мразица, целата екипа. И можам само да кажам дека оваа представа е малце невообичаена во однос на останатите, затоа што тука превладува креативноста пред се, значи умешноста на тоа како ја осмислил режисерот, например, целата таа представа, затоа што тука не гледаме живи ликови, освен сега Дедо Мраз и останатите ликови што излегуваат. Умешноста и креативноста на тоа сенките да играат и да бидат анимирани такви како што се на сцената. Тука премногу и треба да превладуваат гласовните способности на актерите, значи да може да ја прилагоди, гласот да го прилагоди, затоа што децата не може да ги видат сенките како се движат, како зборуваат, меѓутоа може да ја видат сенката и да ја доловат вистинската слика. Јас решив Рибарот и Златната рибка да ја представам така како што е сега представен, значи да го адаптирам текстот на Пушкин и со тоа да ја дадам идејата за алчноста, значи пораката да ја пренесам на децата, затоа што сите представи треба да бидат и да носат некоја си порака на децата, дека алчноста е лоша особина, децата тоа го знаеа, реагираа бурно и кажаа неколку работи во врска со тоа. Моите представи сите така завршуваат, значи јас сакам да ја дадам порака на децата и се надевам дека ќе бидат сите задоволни, кавадарчани ќе имаат можност да ја погледнат сите деца, сите кои што имаат и сакаат и го сакаат театарот и театарот на сенки. Освен тебе, да ни кажеш кои други ликови се толкува? Така, Дедо Мраз е како Димо Коцевски, значи се појавува во ликот. Имам тука џуџињата, тоа се Викторија Данова, Розе Милкова и Тања Иванова, Александар, тоа се џуџињата, значи помошниците на Дедо Мраз. Имам и Еленчиња, кои што ја носат санката, нели?
тие влечат цела година. Тоа се Александар Стојанов и Благица Илиева. Им благодарам. Значи имаме сценска поддршка Диме Темков и Маријан Тодоровски е тон музика мајстор, затоа што мора да се осмисли како таква. И мислам дека прекрасно излезе. Мислам, ние сме задоволни. Да гледаме, имате многу голема реклама. Меѓу децата се надам дека ќе ве гледат до нова година. Исто и јас, само да не го забораваме целосниот настав на пиесата. Рибарот и златната рибка патуваат До Лапонија. до Лапонија.